Добре дојдевте во нов Асном. Денеска продолжуваме со серијалот за Баба Вања, последната македонска питија, која е родена во Ново село, и нашиот разговор е со господинот Костадин Ристоманов од Ново село, која баба се израснала и се дружела со Баба Вања, чија мајка исто така и била помогната од Баба Вања, и кој ова е предание од неговата баба и мајка, и сето тоа знаење кое го има добиено е од личен и од персонален карактер. Минатата емисија дадовме една вовед во нејзиниот живот и благодарам за твоето презентирање на Баба Вања, кој твоето знаење што го даваш, што мислам дека е многу битно, даваше еден персонален осврт за незе, родена во Ново село, израсната прво во Струмица, па се враќа по Ново село. Многу добар осврт имаше за незе, имаше но исто персонален лично воведение или инволвираност има Баба Вања во твојот живот, животот на мајка ти, животот на баба ти, од таткова и од мајкина страна. Кажи ми како тоа да Баба Вања израсна, кажа дека израсна во Ново село. Каде израсна? Како тоа да се знае со баба ти? Најпрвин би сакал да се извинам за тоа што некои работи не ги кажавме, бидејќи знаете, на луѓе кои што тој ми било секојдневие постојањето на Баба Вања и контактите со Баба Вања и така натаму. И често пати со другите тоа не е вообичаено и немат информации, па испуштивме многу од информациите, да кажеме, поврзани со Баба Вања. Мене ми е кажано дека во Ново село, ми е кажано дека Баба Вања родена во Ново село, бидејќи татко и Пандо Сурчев бил овчар во Струмица, таму се запознава со идната незина мајка, со незината на Пандо Сурчев, идната сопруга, дека кога станала бремена, таа се вратиле во Ново село, таму била породена, но бидејќи била тешка сиромаштија, останале без услови за живот и морале повторно се вратат веднаш после раѓањето, носат во Струмица и каде што во Грчка црква бидејќи било веројатно без пари, тоа било главниот мотив, и таму и дадено тоа име Евангелија, фактички Вања, ние кажуваме Вања. Интересно е тоа што, например, луѓе кои што занимаваат со таа работа, ако гледат спотови на YouTube и филмови, бугарите, србите и сите, и русите, сите ја нарекуваат Ванга, низиното име не е Ванга, и она самата се вика Вања, значи со Ѓ. Тоа е еден од доказите дека не е ни бугарка, не е ни не знам како, го чисто македонка. Иако нашиот тамо дијалект, да кажем, наликува на тој бугарскиот заради близината, но она постојано во незините зборови има ќ, нели, како што ние има ќ, нема ште, нели? Она ѓ-те си окажува како апсолутно нашо ѓ, и така да имајќи обзир дека и бугарите го земале јазикот од Источна Македонија, фактички да им стане нивни официјален јазик со примеси на неколку со повеќе руски зборови, така се прави бугарскиот јазик и бугарска граматика, но тоа не е сега тема. Само да ви кажам дека таа е родена во Ново село, веројатно, така ни кажуваат, иако пишува родена во Струмица, но и тоа не е ни важно. Важното е тоа што интересно е тоа што јас го тврдам дека она е последната македонска питија, последната она кој што кога сакаш нешто да дознаеш, ти идеш да ја прашаш, што би кажале ние сега на. Но она ја предвидуваш иднината, да. Но она ние кај нас се увелиме да ја питаме, иди да ја питаш. Питија, значи буквално праша ја. Значи дали акцентот
Питија. Питија. Довеќе од Ново село? Или мислам Ново село, во тоа Источна Македонија. Источна цела Македонија, така, Да. така ние го кажуваме тоа. Кога сакаш да ја прашаш, не викаме праша, ние прашок, ние знаеме прашок за перење, например, не знаеме прашок за или прашок за прашување, не за прашање. Тоа Значи тоа народска, види Питија таму. Види Питија, мислам дека и така било Да. архаично и старомакедонскиот јазик било Питија. Зошто тврдам тоа? Заради незиниот начин на живење, начинот како отишла таа живее во Петрич, па како кај се избира место, локација и така натаму. Но за да почнеме од почетокот, таа била во Ново село, кога се случило некаде на 8-9 години колку била, постои едно место, еден стар дап, сега низински дап во ливадите доле, огромен тој дап, јас се сеќам на него, огромен дап, од кој што овчарите ги носат на пладне овците таму, ние викаме да пладнуваат, да одмараат, и секој кој што имал овчар должен да однесе храна на својот овчар, така и баба Вања со незин некоја братовчетка или некои други две девојчиња носат храна на овчарите, и одеднаш се случил некој ветер, некој, како што сега торнадо, или бил сончев ден, но се случил тако торнадо, и ја дигна тој ветрушка или како да го наречеме, ја подига само неа, а биле заедно, и тоа е интересен факт, и ја фрла некои стотици метри подалеку од местото кај што ја подигнува, и ја фрла при тоа од веројатно центрифугалната сила, така ние си објаснуваме, ги очите останува без очи, буквално, и центрифугалната сила ги искорнува незините очи. Значи, чинот на ослепување е таков да она кога иде да носи храна на овчарот, ја дига ветер, торнадо се ствара, микроклима, торнадо, ја фрла 100 метри понатаму и она ослепува тогаш. Така, и крвари од очите. Но во мноштвото на документарци што се правени, ако може да се погледнат, она за тој чин кажува дека тоа били самовилите кои што ја подигле, ја дигнале и ја ослепиле. Значи, интересно е тоа што ние, например, сега нити од научен аспект, нити од верски аспект, ние не веруваме дека постојат самовили, нели? Но она вели дека тоа били самовили. Сега, дали ние ќе веруваме во самовили, во постојањето самовили без докази, за кој што баба Вања вели дека сите животни ги гледат, и магарето вика го гледа, и кучињата ги гледат, и се тргнуваат од нив, и бегат од нив, и лајат на нив, и така, само ние луѓето не ги гледаме. Зашто е тоа така? Дали тоа вистина, или пак ќе веруваме дека во Ново село се дигнало такво торнадо да може да ја подигне неа, а до неа двете другарки неа може да ја подигнат. Малку е, и тоа малку е нелогично, нелогично. И тука почнува првата мистерија. Тоа е уште самиот чин. Мистериозно како тоа се случило, да две другарки три одат заедно, еднаш само неа ја дига ветрот, и она биде толку силен ветер да ја подигне, да однесе 100 метри, да ги откорне очите. Но тоа не е ни сега баш тема, тоа е за некој друг пат. Интересно е тоа што после известно време, она, прво да спомнам дека она не била на година дена, не била возрастна кога мајка и починува. Меѓу време татко и се со друга сопруга се оженува, и од неа имат и други деца, но покасно и татко и починува, и она останува буквално сама да се грижи за своите. На колку години татко и починува? Не знам баш да искажам искрено, но сепак не била ни полнолетна, бидејќи за време на после Првата светска војна знаеме дека СХС Југославија, тогашна Југославија, СХС, Срби, Хрвати и Словенци, ја земаат, ја носат во Нови Сад, таму некој училиште да учи брајло азбука за слепи,
после тоа се враќа дома и останува да живее, некој пат живеела во Струмица, но последните денови во престој, последните години за престој во Македонија, она живее во Ново село, каде што 44 година, кога Бугарија капитулира, фашистичка Бугарија капитулира. Само малце извини. Ти кажа, кој се грижи за семејството кога она останала без татко? Она била највозрастната и она се грижила за семејството. Значи она слепа и се грижи за семејството. Немала друг избор. Така да, најинтересното од целата и мојот сомнеж почнува од чинот кога она почнува да гледа. Тоа е, според незините зборови, почнува да изјавуваат визии во сон некаде во март месец. Кога почнува она да прогледува и да гледа еднината? Официјално веќе тоа го кажала, почнала да предвидува, да им кажувал вистината на луѓето. Една случка со нејзина соседка во Струмица тоа било, кога се грижала својот сопруг и не знаеле кај, имале 6 деца, што да прави таа жена, и они кажа, ај не се кире, маш ти го Гевгелија вечер до 12 сат си дојде. И таа била фрапирана за, нели, од кај знаеш ти, ќе видиш вечер ќе си дојде. И вечерта не од 12, од 12:15 некој тропа на вратата и мажот доаѓа. И од тогаш веќе да. Кај си да те немат. Да, и од тогаш веќе почнале луѓето да ја веруваат и почнале да ја прашуваат, не што да ја питат, за се и се што. И така се расчуло дека она навистина знае. Мајка ми е родена 38 година, веројатно била бебе 1 или 2 години, кога била многу болна и тогаш лекарите, какви лекари, не имало лекари, но тие бабици што се грижеле за децата не знаеле што да им прават и сите за се и се што и носат кај баба Вања. И тај кажала на баба ми што да направи, како да направи и после известно време мојата мајка оздравела и баба им прашал како да се одолжи и таа рекла кога ќе се омажи, но од свадбата дар да ми даде. И така да после дарот е пратен и да е приказ за семејна и се неќам да оперетам сите тука луѓе, тоа е доказ за директните контакти што сме имали. Често пати јас се сеќам, сестрите, како се будевме сабари, под перниците имаше шекер, пошто баба Вања, таа беше услова да однесе шекер на тој што сакаш да му гледа, да под перници му ставиш вечерта с шекер во една хартија и утре таа хартија со шекерот ќе однесеш на баба Вања и она фаќајќи го шекерот преку хартијата, она кажува што ќе биде со тоа или што било или ја предвидува иднината или раскажува за минатото што било и како било. Но најинтересно од целата приказна е тоа што баба Вања вели дека прв пат кога почнала да гледа, се јавил некој маж на некој бел конј и се јавил во мислите и се јавил и она прашал кој си ти, тој рекол дека Свети Јован Златоуст. Така да многу интересно е тоа што да кажеме. Кој е Свети Јован Златоуст? Свети Јован Златоуст е православен светец, имат насекаде, да кажеме, по фреските, но ние не можеме да можеби на неа, можеби таков е било доживувањето на неа. Како тоа да го тврдиме, бидејќи има една загадачна епизода од незиното објаснување за тоа како она гледа. Знаеме ние дека науката не ја признава неа, ни религијата, бидејќи нема научно објаснување, нели? Да. Но еве на пример моето логично објаснување било дека кога некој сетило наше ќе почне да слабе, еве на пример тие што имат слаб вид, кај нив секој пат се појачува слухот, значи повеќе слушаат, да кажеме. Или обртно, тие што слабо слушаат, па добро пушуваат да гледат се подобро. Значи има некаков си механизам во нашето ДНК, во човечкото ДНК да некој начин функцијата се заменува да се подобруваат другите. Така да кажеме, ние со операција на мозокот знаеме дека ако
некој изгубил способност за пишување ако операција правена од едната хемисфера, после повторно се враќа, се активира од другата хемисфера. Зошто да не, да кажеме, кога на неја се откорнати очите, нели, она го губи видот, сетилото за вид, зошто да не се активира некое друго сетило, кој што ќе замени незиниот вид. Она нема очи, но она има видеото, можете да го видат, она си мете низ дворот, она си ги мие чиниите, си готви дома, значи да ви кажам, мислам, она на кој начин го гледа, она кај знае кај се предметите. Веројатно, тоа што јас неколку пати го имам кажувано дека тоа и странските, некои странски истражувачи кажуваат, блазеви на вас македонците, вие сте имале повеќе од 5 сетила развиено на времето. Една од причините за успешноста на македонците. Така да, може би треба науката да обрне внимание, да најде начин како се случуваат тие работи. Од друга страна, црквата не ја признава за тоа што вели дека ја обвинува дека на неа таа способност ја давал ѓаволот и информација ја давал ѓаволот. Може би се управува за тоа што, например, она има лична изјава дадено дека вели дека кога и кажува лошите работи, подобро се чувствува отколку кога ги кажува убавите работи. Но пак и таа наша пресва околу ѓаволот, например, пак е прашање како си го замислам ние тој ѓавол. Или, например, на мене малку ми нелогичен каков е тој ѓавол што помага на луѓето, например. Или да помага за да најдеш нешто изгубено, да најдеш лек за нешто. И ние имаме банални примери, имаме јас лично мојот семејство, како мојот дедо бил пратен од баба ми, на татко, да иде да ја пита, да ја праша баба Вања, зошто биволицата немала веќе млеко, например. За банални работи, например, нели? И сега, мислам, таа семена приказа, ние знаеме како. И дедо ми дури лошо се однесувал, дури ја псувал, дури. Она знае, јас не знам што е, она ќе знае. Знаеш, он не верувал, такво беше по карактер, но притиснен од баба ми, нели, морал да иде тамо, и вика, ковидо, вика, народ пун двор, како ќе дојдеме јас наред, и вика, само што пристигнав во дворот и некој ми вика, дојде, вика, Вања те, вика, и он си помислил, вика, изгледа има некој наш препознал, па ми дава трет, значи он одешол таму, добар ден, така, како не ти е срам да ми кажеш добар ден? Колку пати ми псува додека дојде тука, го ругала, и вика, јас вика, од срам не знам што да ја кажам, и му викам, добро, и што ти кажа? Вика, ми кажа, он пал негов стил, ми кажа, од таа ливада да укосам сеното да оставам на млада месечина на ноќ и утре дента прво тоа да го дадам на биволицата. И вика, како кажа така, вика, следниот ден, вика, право млеко, вика, колку сакаш. И сега, тие се нешта, како да ви кажам, некои работи кои што ги живееш ти во семејството и дел од твојот нема живот. начин како да кажам, јас колку пати мајка ми била за мене, за сестрите, за не знам што, за разни пријатели што сме најблиски, за банални работи, да кажеме, дали сестра ми ќе заврши школа, например. Значи, мислам, такви баналности, ама... А зашто чека, имало проблем со сестрата? Имаше проблем со школото, загрижени сега, дали ќе заврши школото, едно друго, и одат за банални работи, и Вања била толку стрплива, така и знаела што, и сето што кажа. И што и кажале на сестра? Дека ќе заврши, дека ќе се омажи, дека па и за другата имаше, па и за... Така да, имаме непосредни докази, директни докази, кои што отпатуваат дека тоа што го збори држи место. И сега на кој начин тоа го прави, на кој начин тоа ќе остане мистерија. Сега кажи, извини, кажа дека Свети Јован Златоуст и дошол и кажал дека ќе гледа. После што се случува? Значи, Свети Јован Златоуст се појавува во март месец некаде, а после на 6 април 1941 година, она дури тогаш почнува официјално
Да прогледува. бидејќи случкава кажала на таа жена ќе дојде мажот дека од ќе дојде. Иако она и дури она има, да кажа, го има примерно тогашниот цар, бугарски цар дошол кај неа и она така, цар си, ама нема си уши многу. И му кажа, ќе биде убиен или мислам ќе умре за наскоро, бидејќи после дали е оттровен, дали е убиен, никој се уште нели официјално не се знае, но после посетата мислам дека беше на царот на Бугарија, тоашниот цар на Дошол во Ново село? Во Струмица. Во Струмица. Да, во Струмица дошол кај неа. Така да, сега нека после тоа она му кажа дека ќе дојдат црвените, значи руснаците ќе дојдат, дека нема да биде, нели, од кај Хитлер остана, дека ќе дојдат руснаците. Ој цар Борис? Цар Борис и он бил кај Хитлер и после враќањето од таму, тој умира, изненадно умира царот. Непосредно пред, после се формира некои преодни влади во Бугарија, но друго па дали сме уште за фашизам или сме за болшевизам, едно друго и така полека станува преврт во Бугарија и стануваат од кај Русија, да кажем, и Баба Вања предвидел дека црвените ќе дојдат, нема да дојдат. Така да... И му кажала на цар Борис дека ќе... Да, му кажала и тој не бил задоволен воопшто. Разочаран излегол. Интересно е тоа што во самите незини изјави она спомнува неколку пати дека сите сме земни и никој нема да остане жив. Значи сите, но она го земни што значи тоа земни? Се тоа земни, како ние тоа да си го преведеме земни, дали тоа значи дека сме ние жители на земјата? Дали тоа значи дека сме, како што Библијата вели, нели, од земја, од кал сме, од земја сме и пак во земја ќе се претвориме, нели? Но она исто така кажува две-три работи. Прво, дека душите се бесмртни, душата не умира, тоа што го тврди, нели, тоа го знаеме прилика и преку религиозните учења. И кажува нешто што, да кажеме, мислам дека до 11 век било пракса во македонизмот, дека постои реинкарнација, тоа што во Индија нели се знае или се верува дека е така. Она тоа го тврди? Она да го тврди, дури има едно незино кажување кај што она вели дека и на Сони дошла мајка и мајка била фараонка. Значи дека тука се можеме многу нешто да ние можеме да шпекулираме, да претпоставуваме, но сепак она кажува дека тој е второ нејно раѓање и дека тоа е сега била порано, мајка била фараонка и дошло да ја каже дека дошло по својата ќерка, буквално дека е нејзина ќерка. Дали она вели дека се природуват тие за што сгрешили, тие што не знаеле повторно за да бидат подобри, за да подобрување. Тоа земни, што значи земни, дали тоа значи дека има и некои изванземни, што викат бугарите, или тие што не се од тука од земјата. Еве, примерот со самовилите е баш тоа. Дали освен земните ние што сме, дали на планетата тука постојат и некои што не се земни, тоаш не се од земјата, не се продукт на мајката земја. Исто и тоа е така шпекулативно интересно за кажување. Не знам, времето ни недостасува за да го кажеме, но сепак локацијата кај што она го избира местото за вечното почивалиште, начинот како го избира Мите Гуштеров за сопруг, тоест она била на некои си повеќе од 30 години била, 11 година, 1911 година родена, Мите Гуштеров иде кај неа 44 година била, значи колку било таа? 33 години имала, значи, да. 33 години во тоа време кога и слепа, и била е слепа и не била баш некоја си пожелна особа за женитба, да кажеме, нели? Имајте во обзир дека Мите Гуштеров има веќе вереница во Петричко таму. Како тоа? Значи ова се случува кога
кога се омажила? Од 1944 година. Тоа е значи пред Кога Бугарија капитулира, Мите Гуштеров се наоѓа во Ново село како физички работник, физички работник трудовак, викат они. И он оди наводно кај неа оди да праша за брат, за својот брат. Она веќе тогаш гледа, позната да, е. Да, веќе 44 година, да, веќе е позната, веќе сака... Цар Борис е бил кај неа веќе и така натаму. Значи сите го знаат тоа. И он сака да се информира за брат, за неговиот брат. И кој иде оно кај неа, Вања вика, ми се јави гласот и каже тој ти е сопруг, тој ќе ти биде сопруг. На него му кажа? На неа гласот ти каже дека значи, тој ти е сопруг. Значи она не знаела, но најинтересното е, а она веќе верува на тој глас, дали Свети Јован Златоуст или не знам кој, не знам. Но најинтересното е тоа, еве да си претпоставиме да си ти во улога на Мите Гуштеров. Имаш своја вереница, помлад си од неа, да кажеме, нели? Имаш си вереница се, утре си одеш за Петрич, кај вереницата, нели, треба си почнеш новиот живот. А денес се гледаш со баба Вања да прашаш за брат ти. Кај Вања одеш, се уште не била баба тогаш, нели? И идеш кај Вања и која е таа сила? Која е таа моќ? Како успеала баба Вања? Сигурно со шарм и со убави на него направила тоа, нели? Да го убеди, да ја запроси, да не знам како е тоа се случило, да ја земе со себе и да ја носи во семејство, да каже ова ќе ми биде сопруга, а не таа претходната вереница. И јас би ова е многу интересна. Како успел тој? Како успел тој, да. Да прифати тоа? Може ли да предложам нешто? Дека сме скоро при крај со овој блок. Да. Дали се сложуваш да го оставиме тоа за следната емисија и после да почнеме Нема проблем, да знаеме од кај започнеме. Да. Значи, само да резимираме. Нејзиниот сопруг доваѓа кај незе, затоа што она веќе била видовита тогаш, да праша за брати. Само една верзија пишува дека да се информира братот дали е погинат, дали едно од друго е, дали... Зашто тогаш е крајот на војната, не се знаело, нема комуникација и така натаму. И он немал представа зашо оди таму, но и Вања добил информација дека тој ќе ти е тебе сопруг. Значи она пред тоа добива информација. Да, кога дошол кај неа, гласот ти каже тој ќе ти е сопруг и треба вие да живеете заедно. И он му кажал веројатно на Мите Гуштеров и тој ја зима. Како е тоа се случило? Ајде некој да објасни како е тоа можно? Да тој се откаже од вереница сигурно помлада. И да земе стара мома. И стара, која и слепа и да носи кај семејството. Како го убедиле, кој го убедил, како тоа? Благодарам што ова така сликовито ни го кажа. Ќе оставиме за следната емисија и за следниот подкаст да ни објасниш како тоа баба Вања, која е родена и живеела во Ново село, Струмица па Ново село, така, и Ново село живеела до 44-та, потоа се сели во Бугарија. Во бугарско село и после одат у Петрич. Да. Како се случило сето тоа? Сето тоа е еден од доказите за моето тврдење за дека она е последната македонска песна. Да, и тоа ќе го објасниш кои се околностите. Благодарам Костадин што за овој прекрасен разговор. Благодарам што не слушавте и гледавте во овој прекрасен разговор подкаст. Следната емисија значи ќе збориме за следните чекори и за следниот патешествие, тоа е животен пат на баба Вања, со многу интересни детали, не само за како она работела, него и за македонската историја, што предвидела. Благодарам што не следевте, до следното видување, се најдобро.